Маесторот и калфата што спечалиле многу пари со мачето во земја во која не виделе мачки. Чита Александар Станојков. Си било едно дете главено при еден трговец за слуга. Му работило една година и на годината му платил трговецот ругата колку што му чинело. Детето му и вратило парите и само 3 пари си задржало и отишло покрај реката и пуштило во водата да види дали ќе пропаднат. Едно и пуштило и му пропаднале. Другата година пак така сторило и треќа година не му пропаднале 3 пари и тие веќе и имало за алал. Четвртата година пак останало у трговецот да му служит. Сторил ниет трговецот за да одит на панеќур. Детето му и дало 3 пари за да му купит нешто стока од панаир мајстор му. Изел трговецот 3 пари и се насмеал. Ќе ти купам една свирка за 3 пари од панаѓур, му рекол покротко. Момчето чуло тој збор и недраго му паднало. Мајсторе, му рекло, те молам и мене земи ме на панаир за да ти чинам измет барем по патот. Го приимал мајстор му и тргнале да одат на панаир. Уште не влезени в море, видело детево покрај море 3 деца кај тепаат едно маченце. Му се нажалило и посакало да го откинит од децата, ама децата не слушале неговата молба, ми сакале да го отепаат. Најпосле и помолило со по една пара и го откинало и си го зело, да си ошло при мајстора си. Влегле во гемија и си тргнале по море со гемијата да пливаат. Оделе до некаде в море и се кренале големи талази, бура голема, да ја затерала гемијата без пат и ја отерала до некоја ада, остров, и ја врзале гемијата на крајот и излегле во адата и пречекале луѓето во адата, та изеле на вечера во некоја куќа. Вечерта кај што биле трговецот и детето, надошле од селаните на Муабет. Ставиле да вечераат и му дале на секого по еден стап врака и му рекле да се бранат, оди ќе излезат многу глувци, та ќе му грабаат лебот пред нив. Кога чу детето оти така, отиде да си го зеде мачето од дисагите и си го држало в раце готово за кога ќе излезат глувците. Едно ставиле лебот на трпеза и не излегло глувци од дупките едно чудо, и веднаш детето го пуштило мачето, та кога и грабнало глувците да и дави, спискале, трештиле на бегање кај му очи таму му глаа, полојната туку речи издавило, а друзите се искриле по дупките. Кога видоа селаните од имачорчето многу му било јунак, сите се зачудија и му се молија да му го продејт детето. Кога виде трговецот од имачорчето на тоа место било многу требно, му рекол на луѓето: бре луѓе, колку илјади ќе дајте за да ви го давам ова мачорче, да ви сотриците глувци и да куртулисате од глувчу и мачи? Колку сакаш ќе ти дајме, само аман те молиме да ни го даиш трговче, му рекле селаните. Му дадоа пари колку што неќа и си отидоа на панаир кај што му беше ниетот на човекот. Колку што зеде стока мајстор му, вудве зеде калвата и се сторило голем трговец. Алал пари калку се множат.